налик пируета, како снегулка Лелејава со извонредно прецизни движења и грациозност на газела е секој член на балетското студио од Радовиш Газели. Газелите гостуваа за прв пат во нашиот град по повод топлиот културен бран 2012, збогатувајќи и разубавувајќи ја културната понуда во Крива Паланка. Сценски и костимографски импонираа, во сите стилови музички пулсираа, а ние, се што паланчани видоа, знаевме дека е само мал сегмент од она што газелите умеат да го интерпретираат. Тоа е причина повеќе одблиску да се презентираат газелите на кореографот Изабела. По препораките базирани на претходните соработки кои ги импресионирале инволвираните во приказната на газелите, тие, иако во период на одмори кога сите паузираат, се одзваа на поканата и решија со нас во ритмот на танцот да пулсираат. Дружењето со музиката, што душата ја прелева со позитивна енергија, која пак се одразува на сиот физикус на оној што танцува, преку насмевката, ведрината и пробивната светлина, е благодатта која за возврат ја има кореографот Изабела Ангелова, моја поодамнешна познајничка. Пред настапот, сите балерини неминовно посакаа да го запознаат нашиот град и секако, бидејќи за прв пат гостуваа во Крива Паланка, изразија желба да го посетат бисерот на градот и земјава, манастирот Свети Јоаким Осоговски, а ние бевме нивни притружници. Откако собраа грст духовна енергија, газелите заминаа да се подготват за вечерниот перформанс. А на почетокот од вечерта следеше кратка ретроспектива и лична карта за балетското студио. Газелите постојат веќе 8 години. Години исполнети со напорна работа, успеси и дружење. Добитници се и на многу награди и признанија на повеќе надпревари во земјата, а и надвор од неа. Учесници, а исто така и организатори на многу културни манифестации во општина Радовиш. Подолго време студиото за модерен балет Газели докажува дека е единственото, исполнето со многу елеганција, нежност и пред се емоции и чувства. Накратко се информиравте кои се газелите, но за нив има многу да се говори. А најзаслужна за се што ќе проговориме во емисијата е дамата, чиј сон да им ги пренесе вештините на грациозното ритмичко поигрување и танцување низ разните ритмички мелодии се реализира макотрпно, чекор по чекор, во одот на балетската уметност. Сигурен и цврст, низ сцените бројни. Изабела Ангелова, идеен творец на кревката, но истовремено стабилна балетска сцена во Радовиш, нешто на што сите се восхитуваат. Студиото за модерен балет Газели од Радовиш постои веќе 8 години, 9-та. Уште малце ќе почнеме. Од самиот почеток, од 2004 година до денес, значи постојат само 4 девојки кои што започна и не можете едноставно да ја тргнат на страна оваа активност, ова за нив рекреација, но и вистинско задоволство да членуваат, да другаруваат, да патуваат и во вистинско светло да ги представуваат газелите од Радовиш. Кривопаланчани имаа несекојдневна можност да погледнат за прв пат во нашиот град спој на разните правци низ балетските точки на газелите. Значи, на мене ми е навистина мило што овој ден сум тука. Соработката со Центарот за култура не е случајна. Значи,
Пред неколку години, можам да кажам 3 години, воспоставивме соработка со една од одговорните раководни лица на Ангели од Крива Паланка. Навистина ми е жал, бидејќи и тие не се повторно во функција како група и оваа вечер да заиграат заедно со нас. Меѓутоа контактите ги продолживме, соработката ја продолживме, влеговме во програмата на Паланечко културно лето, навистина една голема благодарност што ни дадоа доверба и се надевам дека се задоволни, уште еднаш, значи повторувам, од сето ова вечерва што го презентиравме. Забелувате со оригиналност пред се и многу детали. Публиката овде можеше да забележи, значи започнавме со класичен балет, тоа беше дел од еден поетско-балетски перформанс, Дом во очите, кој што беше работен во чест на децата бегалци. Беше презентиран минатата година на 2 август во Трново, значи таму се собират сите иселеници од државата. Тој перформанс беше пропратен со многу солзи и емоции од присутните и како дел од таа работа презентиравме оваа вечер. Исто така го негуваме и етнотанцот. Значи не ја забораваме нашата македонска музика, но тоа гледаме да го адаптираме, значи на она што ние го негуваме. Значи не фолклор, туку етнобалет. Исто така, од модерниот балет, значи повеќе правци. И тоа шоу танци, джез балет, хип-хоп танци. Често пати знам да ги послушам моите ученици и не да ја наметнувам мојата работа, туку едноставно работиме во една хармонија, наоѓаме заеднички разбирања за се и мислам дека ова е и дел од тоа што не прави така да бидеме за мене, за нас успешни. Дали членовите на студиото Газели излегуваат со своји идеи за кореографии или пак евентуално за костимографијата, или тоа е се ваша лична работа? Тоа е единствено моја работа. Кореографијата не се поставува во еден час. Значи кореографијата, елементите се нижат час по час. Значи некоја од кореографиите може да биде работена и за една недела, некоја од кореографиите може да биде работена и 3 месеци и 6 месеци. Значи зависи од тежината на поставените движења. Колку тоа е возможно да биде брзо синхронизирана целата кореографија. Костимографијата доаѓа на крај. Значи, најпрво се изведува целата кореографска точка, потоа седнуваме и размислуваме, значи, во каков стил е целата точка изведена, кои се битните елементи кои што треба да ги содржи, ја цртаме облеката, ја го презентираме целото тоа на наш шивач, значи имаме одредени луѓе кои што соработуваме со нив и целото тоа излегува секогаш во ред. Која беше првичната идеја на Изабела? Како таа ги оформи Газели и како се развиваа низ годините, говори таа самата. Трепетливо, со гордост за постигнатото. Формирањето не беше случајно. Значи јас како дипломиран професор по физичка култура, невработена, прочитав во еден весник дека има конкурс, односно оглас за популарниот Макденс, фестивалот во модерен балет, во кој што се одржуваше традиционално се до минатата година и беше со надпреварувачки карактер. Па така направив една мала селекција на ученици до 12 годишна возраст. Со нив работев 3 месеци и за тој краток временски период успеавме на овој фестивал во модерен балет 2004 година да освоиме прво место. Значи станавме прваци во Македонија до 12 годишна возраст во Куманово. Кога требаше да ја пријавам групата која што ја иселектирав од млади девојчиња до 12 годишна возраст на државниот надпревар во модерен балет Макденс, мораше да биде со раководител, односно кореограф пријавена, со име и не размислував многу. За време на моето студирање
имавме таков дел логорување и таму бевме соберани, значи на нашиот факултет има поголем дел е машкиот, помал дел е женскиот дел, односно женската популација, колешките. Деканот на нашиот факултет просто се воодушевуваше на способностите што ги има женската популација, односно колешките од факултетот за физичка култура. А во таа генерација претежно бевме гимнастичарки и спортисти од ритмичка гимнастика. И тој се изрази со овие зборови. Вика, женските на ова логорување ќе ги нарекуваме газели. Само вика од една едноставна причина. Тие се символ вика на грациозност, убавина, прецизност. И тие зборови едноставно ми останаа во мислите и кога требаше да дадам на некому име, поврзано со мојата професија, поврзано со она што јас сакам да го работам, овие девојки мене едноставно, за мене токму ова го представуваа. Газелата представува животно кое што има висока елеганција, грациозност, силина, прецизност и мислам дека ќе забележите дека вечерва и овие газели ги имаа овие способности и ги покажаа на сцената. За време на мојата младост сум била активна гимнастичарка, а за време на моето студирање бев 2 години демонстратор на професорката по ритмичка гимнастика на мојот факултет. Значи, најуспешна бев во изведување на елементите во придружба на музика без реквизит. И со голема самодоверба, по завршувањето на мојот факултет, не да се определам да бидам тренер по спортска гимнастика, се определив да бидам не тренер по ритмичка гимнастика, тука едноставно да ги негувам естетските движења, движењата на изразување слободно во простор. И мислев дека ова што го работам му требаше на мојот град. Женската популација беше запоставена на еден начин, а имаат желба да се изразат на ова поле и навистина немам погрешено, тоа го докажуваме години и години наназад веќе. Членовите бројни од првиот миг на осознавање на овој вид уметничко изразување, не одолевајќи на убавината на ваквиот перформанс, останале доследни на каузата за промоција и презентација на модерниот балет во земјава. Јас сум Анастазија Гаврилова. Ние сме, значи, групата Газели. Колку време вие членувате во студиото Газели? Па да ви кажам, имам честа што сум меѓу првите. До мене е исто како колешка може да се нарече. Ние сме 9 години во оваа студија и љубовта спрема играњето пред се. Љубовта на некој начин и хоби, да не бидеме цело време дома, но и голема љубов спрема играњето, сепак тоа е пресудно. Сигурно имате настапувано на многу настапи, дали тоа се биле од надпреварувачки карактер или само представувачки? Имаме настапувано и од надпреварувачки во Македонија, како и надвор од неа, а имаме исто така и како со представување. Учествувано. Најпрво имаме почнато во Македонија, а потоа со помош на карнавалите во Струмица исто така имавме настапувано и во Србија, па Црна Гора, имаме прошетано така низ Балканот. Каков е приемот на публиката што се представувате пред нив? Па започнувам од радовишката публика, тие благо не примаат, сепак секогаш е добро нешто ново кое ќе дојде. Исто така, секогаш ме добро прифатени од самата публика, со аплаузи, секако добри овации. А Изабела со газелите се представува пред Кривопаланчани сега, 2012. Но јас лично ја запознав во времето кога во Центарот за култура Крива Паланка постоеше балетското студио Ангели, кое тогаш го збогатуваше дополнително културното живење во градот, со настапите на домашната сцена, но и со учествата на балетски манифестации и годишни приредби, меѓу другото и во Радовиш. А пријателствата кои тогаш беа стекнати се гаат низ годините. И меѓу членовите, што е една од главните придобивки на интегрирањето на младите во уметноста, но и меѓу раководителите.
Ангели кои сега повеќе не функционираат за жал и Газели имаа одлично дружење и настап и на Мак балет 2009 во Штип, каде Газелите и тогаш се истакнаа со својот квалитет, победувајќи во неколку категории. А од тогаш наваму, тие недвојбено бележат огромен напредок и нижат успеси, проширувајќи ја дејноста и во Струмица, каде исто така за краток период оформија одлично членство од низа млади влюбеници во балетската уметност. Во претходната година за прв пат отидов и во Струмица. Соработката таму е преку Струмичкиот карневал. Тие го знаат квалитетот на Газелите. Секоја година сме учесници со кореографија под маски, добитници на награди, представници од нашата држава на карневалите надвор од државата. Значи, веќе беше квалитетот проверен и навистина бев убаво прифатена од сите родители. Беа заинтересирани нивните деца да дојдат и да ги посетуваат овие часови. Значи, во Струмица има веќе 70 члена. Сето тоа е доволно за Газелите да напредуваат, да нижат успеси и се надевам тоа нема да престане. Како се викате? Нина Байрактарова. Вие сте член на студиото за модерен балет од Радовиш. Колку време членувате? Јас сум од Струмица, дури пред една година се отвори, почна Изабела да работи со нас, струмичани, па затоа сам членувам една година. Меѓутоа, самата наша желба за музиката и танцот не доведе до тоа да го извежуваме и да го покажеме тоа што го умееме. Со помош на нашиот кореограф Изабела Ангелова успеавме да се и промовираме на најдобар начин, да го покажеме тоа што го знаеме и можеме, па така и овде со едночасовната програма што ја имаме и со 9 точки би требало да се покажеме во најдобро светло. Вие кажавте дека една година членувате во студиото во Струмица. Која е вашата желба за да отпочнете со модерен балет? Па самата желба и љубов кон музиката и танцот, уште со првиот час кога отидов на балет, го знаев дека сум за таму, дека припаѓам таму и со самата желба и дружењето, мислам дека за една година успеавме повеќе од колку што и самите очекувавме. По колку проби имате во текот на неделата? Во текот на неделата имаме 2 проби. Меѓутоа, тие 2 проби ни се доволни за на еден начин да го сработиме тоа што ни е зацртано. Сигурно на пробите ви остава вашиот кореограф некои задачи што треба да ги исполните. Дали тоа го правите и дома? Па, секако дека го правиме, кога имате љубов кон нешто, не само колку да помине тоа на часот, него и дома секако дека уживаме во тоа што го правиме. Така, дали би сакале да ги споделите вашите импресии од манастирот? Како ви се допаѓа амбиентот тука во Крива Паланка? Па овде е прекрасно и самата атмосфера и самите убавини кои ги гледаме пред нас. Навистина уживаме. Мене овде ми е втори или трет пат да доаѓам, не ми е прв пат. Меѓутоа, секако дека уживам што сум овде. Желбата за модерен балет ја добив од моите пријателки кои што во почеткот на септември започнаа да го постуваат студиото за модерен балет Газели и од таму добив инспирација и јас да бидам дел од модерното студио. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Куриозитет на вечерта со настапот во Крива Паланка беше настапот на кореографот Изабела.
Таа ја надополни испразнетата кореографија поради оправданото отсуство на една од членовите, не дозволувајќи публиката во градот да остане посиромашна за оваа точка. Зашто станува збор, ќе ни каже Изабела. За да дојдеме тука, навистина беше во овој месец, во овие, како да кажам, едноставно период кога сите се на годишен одмор. Ми беше навистина тешко да ја соберам целата екипа и имавме навистина тешка задача да представиме едночасовна програма со една екипа од 40 изведувачи кои што морат преку 5 минути да ја менуваат облеката. Секој член во точката си има свое место, своја улога. Јас настапив оваа вечер во Катјуша. Тоа беше кореографија изведена на руска композиција и без тој клучен играч ова точка не можеше да ја види вашата публика. Предлогот беше на девојките, вие морате да ја замените нашата другарка за се да биде успешно и не ми беше се исто, бидејќи мислев дека работите ќе излезат од контрола без мене. Се излезе како што треба. Се надевам дека ќе бидам задоволна отпосле кога ќе ја прегледам снимката, дека се е било во ред. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Не завршува овде приказната за грациозните и талентирани газели. Само запира за миг, зашто плановите на кореографот Ангелова навестуваат многу настапи во иднина, кои се надеваме ќе ја промовираат и етаблираат Македонија надалеку на балканската сцена, ширум Балканот, но можеби и во Европа. Кои се вашите идни планови или идни најавени настапи што ќе ги имате? Оваа година изобилуваше со настапи. И се уште трае и доправа имаме уште многу за одработување. Значи, со карневалските точки патуваме надвор од државата. Досега бевме во Сомбор, тоа беше во мај. Во јули месец бевме во Врначка бања. Потоа следува карневалот во Шабац. Досега имаме две официјални покани кои што ги имаме прифатено. Бевме на вториот интернационален денс фест, односно танцфест во Скопје во организација на студиото за модерен балет Ребис и таму во две категории, едната категорија беше шоу танци, едната категорија беше джез балет, освоивме 2 пехара за прво место. Исто така, значи до крајот на оваа година ќе ни следуваат уште, се надевам, еден од надпреварувачки карактер настап. Тоа треба да биде во Банско, во Република Бугарија и е во октомври месец. А другиот настап, исто така од надпреварувачки карактер, во Симитли, во Република Бугарија. Во 2013 не можам да речам пред време што ќе следува, ова година да заврши, па за понатака ќе видиме. А ние, желни за повторна средба со нив, ве оставаме да уживате во префинитата изведба на газелите од Радовиш.